Неделно издание на дневникот на канал Пус телевизија. Добро вечер. Еве дел од содржините кои ќе следат. Земјоделците задоволни од измените поврзани со регистрациите на земјоделската механизација и техничкиот преглед на истата. Велат, тоа го побарале од бившиот премиер Никола Груевски и веќе станува реалност. Во мај или најдоцна во јуни се очекува да почне изградбата на гасоводната мрежа од Штип до Неготино и од Скопје до Тетово. Двете гасоводни мрежи ќе бидат во должина од 110 километри и за нив ќе бидат инвестирани 46 милиони евра. Штипјанецот Емил Павлов се закити со злато на Балканското првенство во карате во Истанбул, Турција. Во финалето во категоријата до 60 килограми со 4:1 го победи турскиот каратист Ејуп Гулер. Нападот не беше до Тодор Петров, туку до македонскиот народ, црква и држава. Вака Петров го оцени вчерашниот немилосреден настан, по кој тој заврши на ургентниот центар во Скопје со повреди на главата. Денес е во добра и стабилна здравствена состојба, но сторителите и понатаму се на слобода. Фала му на Господа, денес Бог ми го спаси животот, на денот на крстот. Но која е верата и дали е вера омразата кон крстот? Да те убијат заради крстот, а им возвраќаш со мир и со љубов. Веќе видено од ИСИС во Ирак и Сирија. Вака ја започна својата објава на социјалната мрежа Facebook председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров, кој вчера беше претепан во кафеана на Скопскиот саем, откако беше осветен камен темелникот на крстот кој е предвиден да се гради во општина Бутел, за кој тој самиот е иницијатор и донатор. Додека се уште нема приведени за нападот, Петров јасно ги потенцира сторителите, објаснувајќи го конкретно настанот. Ме тепаше и Беки Расани, шефот на огранокот на Дуи за Чаир, се качи еден и намаса, со клоци ме удираше по главата, како што бев подвиткан. Помислив дека ќе ме убијат. Ги прашав повеќе пати додека ме удираа, што ви сторив. Ми велеа, ти ли ќе градиш крст и во Чаир да не си стапнал. На крајот епањето од терасата влезе во ресторанот Изет Меджеди, градоначалник на Чаир, подпредседател на Дуи. Се погледнавме убаво, ништо не прозборевме. Ме виде крвостан и изудрен и со тепачите замина, објаснува Петров. Тодор Петров денес е во добра и стабилна здравствена состојба, според информациите соопштени од докторите на клиниката за неврохирургија. Од владеачката партија и денес го поставуваат прашањето: зошто не се уапсени насилниците кои го претепаа Тодор Петров и зошто Спасовски истите ги штити? Оливер Спасовски веќе втор ден по претепувањето на Тодор Петров се крие и не кажува зошто не ги апси насилниците кои го претепаа Тодор Петров. Зошто насилниците кои брутално го претепаат Тодор Петров се привилегирани од Оливер Спасовски? Во својата изјава Тодор Петров јасно кажа и кој го нападнал, и каде го нападнал, и зошто го нападнал. За жал, тие што беа посочени од Тодор Петров и денеска слободно се шетаат, а полицијата нема наредба од Спасовски да ги апси. Но ова Оливер Спасовски денес одговори дека Министерството за внатрешни работи работи на случајот. Овде од Тетово порачуваме. Македонија мора да биде едно општество, држава на сите граѓани без разлика на која вера, на која нација припаѓаат. Македонија не смее да дозволи заради политички интереси да се предизвикуваат тензии и меѓуетнички конфликти. Заради тоа што не можеме да дозволиме да заради интерес на одредени политичари или интерес на одредени политики граѓаните на Република Македонија да страдаат и да меѓусебно се конфронтираат. Нападот не беше до Тодор Петров, туку до македонскиот народ, црква и држава. Омразата против крстот е омраза кон македонците. Со тоа државата и општеството треба сериозно да се позанимаваат. Ова го истакна председателот на Светскиот македонски конгрес Петров во своето обраќање кон јавноста за вчерашниот немилосреден настан. Земјоделците задоволни од измените поврзани со регистрациите на земјоделската механизација и техничкиот преглед на истата. Велат, тоа го побарале од бившиот премиер Никола Груевски и веќе станува реалност.
Најновите законски измени предвидуваат регистрацијата на трактори од сега да се врши на 6 години, а техничкиот преглед на 2. Ова се однесува и за комбајните, на кои техничката исправност ќе им се проверува на секои 2 години, а на мултикултиваторите и приколките на секои 4. Ова при вчерашната посета во Кратово го изјави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тоа беше едно од ветувањата што ги дадовме во текот на минатата година, кога одевме низ градови и имавме одредени трибини и кога слушнавме за потребата на земјоделците и барањето на земјоделците да се направи нешто во тој правец. Имено земјоделците беа премногу оптеретени од тоа што земјоделската механизација и опрема се контролираше технички и се регистрираше секоја година. Тоа се меѓу другото и големи трошоци за нив. За 1 година е продолжен и рокот за легализација на земјоделската опрема и механизација, истакна Груевски. Јавно ги повикуваме сите оние кои што не стигнале во минатото да ја завршат легализацијата на трактори, на комбањи, на мотокултиватори, на приколки и слични земјоделски возила, да сега го направат тоа во ова 1 година, да не го пропуштат бидејќи е последна шанса. Оваа одлука е прифатлива за земјоделците. Председателот на Асоциацијата на земјоделци Евтим Шаклев истакна дека тоа е нешто што го побарале и веќе станува реалност. Навистина овој закон ќе даде добар економски ефект и ќе ги намали и текако трошковите на земјоделците. Втора работа што се донесува со овој закон, исто по барање на нас и самите земјоделци, тоа е сите земјоделци кои досега од било кои причини не успеа да ги легализираат своите земјоделски машини и трактори, сега имаат уште една можност и тоа е можност до 2017 година да ги пријават тракторите, а крајен рок за регистрација е 31 декември 2017. Со сегашниот закон за возила, собствениците на трактори беа обврзани да прават технички преглед секоја година и да ги регистрираат еднаш годишно. Наставниците кои ќе се запишат на постдипломски студии на некои од првите 200 универзитети во светот ќе добијат стипендија од државата, односно целосно ќе им биде покриена школарината и месечните трошоци за престој и зачувување на работното место. Оваа мерка практично е завршена во парламентот, изјави денес председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тоа значи целосно да му се покрие школарината, месечните трошоци за престој и повратен билет за одење и враќање. Тоа што го ветивме го исполнуваме и сега следува огласот на кој што ќе има јавен повик до секој што ќе се запише да може да аплицира и да добие ваква можност, стои во изјавата на Груевски при посетата на општината Чучер-Сандево. Се навраќаме на вестите и настаните кои одбележаа неделата која што измина. Во мај или најдоцна во јуни се очекува да почне изградбата на гасоводната мрежа од Штип до Неготино и од Скопје до Тетово. Двете гасоводни мрежи ќе бидат во должина од 110 километри и за нив ќе бидат инвестирани 46 милиони евра. Тендерот за гасоводната мрежа од Штип до Неготино е завршен. Деновиве се врши евалуација на понудите. На тендерот за изградба на гасоводната мрежа од Штип до Неготино понуди доставиле 7 компании, од кои 4 компании имаат потполна документација. Во мај или најдоцна во јуни се очекува да почне изградбата на гасоводната мрежа од Штип до Неготино и од Скопје до Тетово. Ова го најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски при денешната посета на Кратово. Двете гасоводни мрежи ќе бидат во должина од 110 километри, инвестиција вредна 46 милиони евра. Тендерот за гасоводната мрежа од Штип до Неготино е веќе завршен и во тек е процесот на евалуација на понудите. Понуди доставиле 7 компании, од кои 4 компании имале потполна документација. Тендерот од Скопје до Тетово е во тек и треба да заврши на 10 март. Мислам дека тоа добро ќе се одвива затоа што е ставено во една правилна рамка, поставено на вистински основи. И тоа е така наречената втора фаза. Следува на тамошна фаза, со која што ќе се продолжи од Тетово до Гостива, Рикичево, од Неготино до Прилеп, Битола, Охрид и на неколку други правци во Источна Македонија, исто така кон Берово, кон Струмица. Така што се планира кон сите поголеми градови во државата да се продолжи со изградбата на гасоводот. Во моментот, како што знаете, при крај е градбата на гасоводот од Клечовце, Кумановско до Штип.
Работите се одвиваат согласно утврдената динамика и најдосна до јуни ќе заврши изградбата на гасоводот Куманово-Штип и ќе се пушти во употреба. Груевски посочи дека при крај е изградбата на гасоводната мрежа од Клечовце до Штип, која се очекува да заврши најдоцна до јуни. Во вторникот вечерта Собранието на Македонија со 73 гласа за и 7 воздржани ги усвои измените на изборниот законник, според кои изборите ќе се одржат на 5 јуни 2016 година. Согласно измените, Собранието ќе се распушти на 7 април, односно 60 дена пред изборите, со цел тие да бидат спроведени на 5 јуни. Во продолжени изјавите на лидерите на двата политички блока во државата. Заев, ајде, собери храброст и соочи се со народот, наместо да се обиколуваш со луѓе кои те аплодираат за се. И се пресрекни што само за 1 месец се пролонгирале изборите и големиот пораз кој ве чека. До 5 јуни можете да зборите и да глумите се, па дури и победници. На 5 јуни ќе се срамите од самите себе. На 5 јуни ќе видите кој е победникот и кој е поразениот. И сегашната вештачка насмевка нагло ќе ја загубите. Во Македонија мора да има и ќе има слободни, фер и демократски избори. Избори со прочистен избирачки список и реформи за слободни медиуми, на кои што сите граѓани и партии слободно ќе учествуваат. Во Македонија мора да се избере нова влада со полн легитимитет за решавање на сериозните проблеми и враќање на Македонија на европскиот пат. На фер избори, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ја презеде одговорноста која што ќе ја дадат граѓаните. Промените доаѓаат на слободни, фер и демократски избори, на кои што ќе победат граѓаните, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и европските вредности. Од регионалните настани во неделата зад нас се навраќаме на седницата на Советот за развој на Источниот плански регион во средата во Карбинци. Градоначалниците од Источниот регион расправаа за проектите кои ќе се реализираат годинава, како и за други актуелни теми. Градоначалниците од сите општини на Истокот, заедно со Центарот за Источно-планскиот регион, денес ја одржаа 22-та седница во општина Карбинци. На седницата се разговараше за сите тековни и идни проекти на општините, а како најдолготраен и важен проблем, кој понатаму се провлекува, е проблемот за надоместоците, односно членарините во Источно-планскиот регион од страна на сите општини. Тоа е еден од предусловите за аплицирање на секоја општина преку Источниот плански регион и очекуваме дека ќе наидеме на разбирање бидејќи се работи за символични средства кои што овие посиромашните општини кои што не може да ги измират и помалите општини кои што не може да ги измират ќе изнадат начин за да не биде пречка самата чланарина, односно самата партиципација во Источниот плански регион да не можат да аплицираат до некои од програмите кои што ги имаме во поголем број. Сепак општините ги измеруваат обврските спрема Центарот со исклучок на некои општини кои немаат доволно средства. Од вкупните средства на годишно ниво тие се навистина мали, 1.818.000 денари излесуваат. Имаме наплатено некаде околу 1.200.000 денари, остануваат уште околу 500-602.000 ненаплатени. Дел од општините во целост го имаат измирено својот долг, своите обврски. Тоа се општина Штип, општина Кочани, општина Македонска Каменица, општина Зрновци и општина Карбинци. Имам општини кои што го имаат измирено долгот само за првото полугодие од годината. Овде влегува општина Берово, имаме општина Пехчево и општина Чешиново-Облешево. Не, општина Чешиново-Облешево нема платено ништо. Исте случајот и со општина Пробишти.
Средствата мораат да се трансферираат на сметката на центарот за да може да се повлечат и се реализираат проектите за општините. Центрите покрај оние средства што ќе ги добијат за тековно работење, ќе добијат и посебни средства повторно од националниот буџет за менаџирање, односно управување со проекти, во зависност од тежината на самиот проект, што ние како центри ја внесуваме во самите апликации на одобрени проекти. И токму поради тоа очекуваме на седница на влада одобрените предлог проекти за финансирање во 2016 година. Ние поднесовме 4, сите 4 се позитивно оценети, меѓутоа јас очекувам максимално првата фаза 2 да изреализираме. Минатата година центарот на Источнопланскиот регион ја смета како доста работна и успешна, а за идната година тие очекуваат со брзо темпо сите проекти да се реализираат. Центарот планира покрупни проекти, меѓу кои изградбата на куќа на Макфест во Штип и патот Карбенци-Вртешка, а се очекува оваа година и повеќе капитални проекти за спортско-рекреативниот центар Пониква. Неделава во посета на Штип беше романскиот амбасадор во Македонија. Во средба со градоначалникот Илчо Захариев се утврдуваа начините за интензивирање на економската соработка. Штип станува град на конзулите. Амбасадорот на Република Романија денес беше во работна посета на општина Штип. Продлабочувањето на економската соработка е еден од приоритетите кои се во интерес на двете земји. Штип, освен на економски план, нуди можности за соработка и на полето на образованието, културата и спортот. На економскиот форум, што ќе се одржи во мај во организација на Романската амбасада, ќе бидат презентирани стопанските потенцијали на Штип. Најнапред економската соработка која што ќе биде дискутирана на економскиот форум, меѓутоа постои во предвид и соработката на универзитетско ниво. Штип е град кој што има универзитетска историја, меѓутоа и културна. Исто така ќе пронајдеме начин за збратимување на градот Штип со градот Плоешт од Романија, која што е една иницијатива која што е постара. Доколку се отворат можностите за соработка, ќе пронајдеме различна палета на која што може да соработуваме. Долгогодишната идеја за отворање на почесен конзулат во Штип наскоро ќе биде реализирана. Иако конзулатот формално не е отворен, почесниот конзул на Република Романија од Штип, заедно со Стопанската комора на Македонија, активно работа на воспоставување на врска со стопанството на Република Романија. Со Романија имаме многу убава соработка, поготово во транспортот преку реката Дунав. Годишно превезуваме негде околу 300 до 400 хиляди тона роба, што значи дека таа соработка е воспоставена, но воспоставена со други градови во Република Македонија. Сакаме да тоа го направиме и во Штип, затоа што Штип е од секој било и ќе биде така еден град на брза економија, на економија која брза расте и кои луѓето знаат да работат. Штип не случајно е избран како место да се отвори овој почесен конзулат. Со можностите кои ги нуди за отворање на бизнис, уште една пријателска земја најде потенцијал за соработка на повеќе полиња, истакна градоначалникот Захариев. Морам да кажам дека кога доаѓа некој амбасадор како официјален представник на некоја земја, за мене е празник. Романија е голем пријател на Република Македонија, голем поддржуваш на Република Македонија и изборот Штип да биде место каде ќе има почесен конзулат за мене представува и чест и големо задоволство. А бидејќи почесен конзул господинот Стеријунаков, познат бизнисмен кој потекнува од околината на нашиот град Штип, мислам дека ќе створиме солиден темел и основа да имаме добра соработка во наредниот период. Во рамки на денешната посета на Штип, романскиот амбасадор Јустинијан Фокша ги посети културно-историските знаменитости на општината. Ова е втора официјална посета на романскиот амбасадор. Подготовките за наводнителната сезона се во тек. Во план е годинава водите во системот за наводнување на водостопанство Брегалница да потечат во средината на април. Интензивно се работи на расчистување на каналите за наводнување на земјоделските површини во Брегалничкиот регион. Екипите на водостопанското предпријатие во Кочани и предвреме се излезени на терен со механизацијата. Нашите екипи се излезени веќе на терен на 3 фронта. Првиот фронт е од Истибања, од селото, значи од зафатот кон селото, вториот е во Виница и третиот е Видовиште Мородвис. Се работи интензивно да го фатиме, значи оној моментот на наводнителната сезона. Се одвива според планот, механизациите се искочени исто и во Кочансковиот дел, така да мислам дека секи биде во ред. Гоцев додава дека наводнителната сезона ќе започне некаде во средината на април. Од предпријатието очекуваат успех и годинава во однос на наводнувањето. Вкупната површина за наводнување изесува близу 9000 хектари. Во
во Кочани се предвидени некаде за наводнување околу 5000 хектари, од кои околу 4600 грубо некаде за ориз. Вкупно се некаде од 8000 до 9000 хектари, значи околу 8900 хектари. Би сакал да испратам апел до сите земјоделци и водокорисници наши да почнат со нивните припреми на земјоделските површини, за да како и секоја година да избегнеме оваа година со изненадување од секој вид ненадени последици, за да бидеме последни и ние, и тие, и било кој друг виновен. Инаку, заради неплатени долгови, сите водни заедници кои се под прегалница, а се 18 на број, се дадени под стечај, додаваат од предпријатието. Неделата која измина беше посветена на борба против срцевите заболувања кои се најчести причини за смртност кај нас и во светот. Лекарите велат дека голем дел од превенцијата лежи во усвојување на секојдневно практикување здрави животни навики. Болестите на срцето се водечки фактор за смртност во светот. Состојбата не е поразлична и во нашата земја, каде годишно од срцеви болести умираат околу 12.000 луѓе или секој втор македонец умира од срце. Карактеристично е тоа што во последниве години кардиоваскуларните болести се јавуваат на се помлада возраст, односно границата е симната на 40 години. Лекарите велат дека намалувањето на старосната граница може да се надмине само доколку навремено се влијае на генетските предиспозиции. Оние кои знаат дека во нивната фамилија се случил инфаркт, обично следната генерација која е генетски оптоварена, инфарктот се случува во помлади години и порано отколку на претходната генерацијата. Значи таткото кога имал инфаркт и ако синот го наследил таа склоност кон такво заболување, таа се случува, ако на таткото се случува некаде 50-55 години, на синот се случува на 45 години, отприлики така некако. Така да таквите луѓе треба посебно да внимаваат, посебно да истражат можноста и ризик факторите и да ги заштитиме. Така ги заштитиме помладите кои се генетски оптоварени. Различните срцеви заболувања имаат посебен начин на лекување, превенција и заштита. Проценката за која болест се работи ја одредува и терапијата. Колку ќе имаме движење, каква физичка активност, прилагодување на диетата, на исхраната. За сите важи, ние сме една нација која многу употребува сол во исхраната, за сите рестрикцијата, па и за здравите рестрикцијата на стол е многу важен момент и она што го порачуваме секогаш. Знаете си колку ви е притисокот, знаете си колку ви е шеќерот и мастите во крвта, за да знаете во која фаза на опасност и какви превентивни мерки треба да се преземат. Освен редовни контроли, граѓаните внимаваат на исхраната и практикуваат физичка активност за здраво срце. Како го зачувувате вашето срце да биде здраво? Па, треба здрава храна да се јаде. Ама па и со апчиња, без апчиња не бива, пешачеме. Оти пензионери дома седеме, вака, по-добро е да пешачеме. Не се дома цел ден. Шетањето, добра храна, диетална храна, без многу масноти, тој. Правите ли редовни контроли? Па, одам на 6 месеци. Повеќе пешачам, шетам слободно време, дека можам се одам пешки и така кога нема потреба да носим некој поголем багаж, повеќе кога пазаруваме нешто. Во одбележување на неделата на срцеви заболување се вклучи општинската организација на Црвен крст Штип, која ќе спроведе низа настани за подигање на свеста кај граѓаните за редовни контроли. Во Македонска Каменица беше поставен камен темелник на куќата на спортот. Ајде, нека е зарно зубово, ерлида. Во општина Македонска Каменица денес беше ставен камен темелникот на современиот дом за спортот наречен Куќа на спортот, објект кој ќе чини околу 16 милиони денари со средства кои се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. Овој објект ќе биде повеќе наменски, да кажеме, заради тоа што покрај соблекувалните кои што ќе ги имаме за фудбалскиот клуб Каменица Саса, ќе имаме еден простор кој што ќе биде за сите граѓани на општината и практично потребите на сите спортски работници и на сите љубители на спортот ќе бидат задоволени со еден објект кој што ќе биде повеќе наменски за овие, да кажеме, членови на спортски клубови. Драго ми е што присуствуваме денес на еден ваков чин, каде што ќе се изгради една куќа на спортот, што ќе значи развивање на спортот, одржување на спортското здравје на младите. За младите спортисти ова ќе значи добивање на свое собствено спортско катче. Ние младите и активни спортисти
Најдобро знаеме дека спортот е дисциплина во која 1% е талент, а 99% е работа. Затоа создавањето на услови за работа на спортските друштва и спортистите е предуслов за развој на успешен спорт и успешни спортисти. Досега на овој терен беа изиграни многу фудбалски надпревари, кои дојдоа многу фудбалски екипи, а немањето на соодветни услови, пресликувални и административни простори секогаш представуваше голем проблем за нашиот фудбалски клуб Каменица Саса. Верувам дека со изградбата на овој објект овој проблем ќе биде надминат. За председателот на Источнопланскиот регион, а воедно и градоначалник на општина Кочани, реализацијата на овој проект во голема мера значи и реализација на идеите на младите. Еве се прифаќаат идеите на младите да се возобнови она традиционално пред се во спортот, пред се фудбалот, а очекувам дека и другите спортови овде во Македонска Каменица, односно во оваа куќа на спортот, ќе си го најдат своето место. Инаку фирма изведувач на градежните работи на куќата на спортот, која ќе биде со внатрешна површина од 500 метри квадратни, е Евростил градба од Македонска Каменица. Финалната реализација на проектот се очекува кон крајот на месец октомври годинава. Вкупно 34 бунтовници се убиени по воздушен напад на две локации во Вазиристан, северозападен регион на Пакистан. При нападите загинали и 4 пакистански војници. Овој биланс е од вчерашните судири меѓу владините сили и бунтовниците и по воздушен напад во немирен северозападен регион на Пакистан, јавува ДПА. Армијата соопштува дека војниците опколиле група од бунтовници во провинцијата Северен Вазиристан, покрај границата со Авганистан, пошто почнала интензивна престрелка, во која биле ликвидирани 19 терористи, а ранети се неколкумина. 4 припадници на силите за безбедност, меѓу кои еден офицер, загинале. Представник на армијата изјавил дека вчера во истиот регион владин авион ловец поразил 4 засолништа на бунтовниците и уништил околу 15 нивни борци. 500 килограми марихуана, чија крајна дестинација била Грција, се запленети од албанската полиција на граничниот премен Капштица на албанско-грчката граница кај Корча. Дрогата била откриена во камион шлепер со кој управувал 38-годишниот Елди Захири од албанскиот пристанишен град Драч, кој при тоа бил уапсен. Оваа голема количина дрога беше откриена при скенирање од страна на царинските работници на преминот Капштица. Ова е најголема количина на запленета марихуана на овој премин во последните 6 месеци, се наведува во полициско соопштение. Полицијата се сомнева дека во оваа криминална активност се вмешани и други лица, кои треба да бидат откриени во текот на истрагата. Директорот на Федералната агенција за безбедност на Русија, Александар Бортников, најновото руско воено возило лично му го покажа на председателот Владимир Путин и на министерот за одбрана Сергеј Шојгу. Возилото незванично е наречено The Punisher и по изгледот неверојатно потсетува на Бетмобил. Многу експерти се на мислење дека The Punisher е руски одговор на американскиот Хамер. Во возилото може да се соберат 10 лица и е во облик на буквата В, за подобро да ги отфрла брановите кои би се случиле при експлозии и проектили. Дизајниран е за балистичка заштита и има отвори за пушки од страните, на задните врати и на горниот дел, а седиштата се распоредени така што војниците да имаат панорамски преглед на се што се случува околу нив. Носителот на бронзен медал од првите европски олимписки игри во Баку, Емил Павлов од Штип, се закити со злато на Балканското првенство во карате во Истанбул, Турција, кој се одржува овој викенд. Во финалето во категоријата до 60 килограми на Балканското карате првенство за сениори со 4:1 славеше против турскиот каратист Ејуп Гулер. Емил беше сигурен во себе и постепено ја градеше победата, поведувајќи со 1:0, па со 2:0, а противникот намали на 2:1, но Павлов не дозволи изненадување и до крајот владееше со борбата. Тој зголеми на 3:1, а потоа и на 4:1. Во првата средба Павлов го совлада турскиот репрезентативец Океш Тасоглу со 3:0, а потоа Милош Џаковиќ од Србија со 4:1, за во финалето да го совлада вториот турчин Ерај Самдан со 1:0. Најдобриот каратист Емил Павлов го освои вториот златен медал на Балканскиот шампионат за Македонија.
Вардар и Шкендија со победа ја продолжуваат борбата за титулата во првата македонска фудбалска лига. Лидерот на табелата Вардар одигра тежок надпревар против Хоризонт Турново, но сепак на крајот славеше минимална победа 0:1 и ја задржа првата позиција на табелата. На градскиот стадион Никола Мантов пак во Кочани Шкендија славеше убедливо со 3:0 против Брегалница. Работнички го доби градското дерби против Металург со 1:2. Шкупи на домашен и Силекс на гостински терен остварија минимални победи со резултат 1:0 против Ренова, односно против Младост. По спортските вести ви посакувам пријатна неделна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието.